продолжуваме со работа на 15-та седмица, која беше прекината за да оставиме простор на општинската администрација да ги дополни информациите кои ги баравме, а кои што се битни за предлозите кои што ги дадовте, кои што во одредена мера има мали импликации. Ги соопштаме сега до сите советници. Обарани беа три информации, односно една веќе имавме, две информации, а тоа е во однос на патните и дневни трошоци, нивна реализација, односно доспевање, извршени услуги кои што се направени од општинската администрација, а за кои што имаше предлог да бидат скратени. Значи, на ставка е 0425, а реализацијата е до 170.000 денари. На ставка 2425, реализацијата е до 1.930.000 денари. Тие беа два податоци кои советот ги помага. Ќе дадам збор, односно ќе отворам повторно расправа, за да може предлозите кои беа дадени да бидат формулирани, да соодветствуваат со овие податоци, за да не направиме грешка. Отварам расправа по оваа точка. Дали не добарате? Повелики? Почитувам председателе, значи, од моја страна беше даден предлог во врска со патните и дневните трошоци на општинската администрација. Врз основа на податоците од одделението за финансии за програма 1 општинска администрација, односно ставка 420 патни дневни трошоци, добиени се следните податоци. До сега се исплатени 105.000 денари, за исплатени 65.000 денари. Значи тоа е вкупно 170.000 денари. Во планот имаме 220.000 денари. Значи остаток до крајот на годината 50.000 денари. Мој предлог е 30.000 денари од тој остаток да бидат префрлени по програмата М0, ставка 463, трансфери до невладини организации, а остатокот од 20.000 денари да го користат исклучиво за патни расходи. Значи исклучиво за патни расходи. Што значи дека ставката 420 програмата Е0 од 220.000 денари со ребалансот да се намали на 190.000 денари. Барам мојот предлог да биде ставен на гласен. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг ваш збор? Јас ќе земам збор. Именно на претходната седмица има даден предлог да ставката 463 трансфери до невладини организации, односно во подставки субвенции и трансфери, 463 трансфери до невладини организации, која што беше предвидено да се намали од 1.370.000 денари. Мој предлог беше ставката од 370.000 денари да се зголеми на 6.000 денари. Сега ќе давам предлог од кои ставки би требало да се доплати. Предлог од ставката Е6423 да се префрлат 150.000 денари на ставка 463 субвенции и трансфери до невладини организации. Од ставка 21425 да се префрлат 30.000 денари. Од ставка Е0420, тоа се патните, односно дневните трошоци, што ви исполнавте 30.000 денари, и од ставка X7426 20.000 денари. Тоа се купно 230.000 денари, кој што предлагам да се префрлат на ставка 463 трансфери до невладини организации, како оваа сума би може да ја зголемиме и да даде поголема подршка до невладините организации и спортските движенија. Това е ваш предлог. Дали некој от вас може? Што, председател, колеги, повторно однос на тој предлог, на претходна седмица имаме пълна дискусија во однос на ставката за организации. Очигледно дека повторно имаме нека лоша дефиниција, која што по-натаму ќе ни прави повторно проблем во однос на да се мине на тие средства кои се предвидени на граѓанските издруженија. Сега повторно викаме невладина организација, на крај ги даваме за спортски издруженија кои са издруженија на граѓани, ама се не са невладина организација. Не само спортски. Ама не се невладина, значи издруженијата на граѓани може да бидат спортски издруженија или невладина организација. Таа категорија се повторно и ги имаме разлика. Така
Така, и имаме ситуация 170 000 директори бидат с спортски движения, а 20 000 директори бидат за невладени организации. Повторно имаме този измисъл на процес. Така, повеќе, тие средства от 230 хиляди от за сдружение на граждани, от них, дали имаме една повторно поделба, що хиляди на спортски, що хиляди на невладени. Си ги различни категории. Ставаме ги правопоисто и после стават 80% от спортски движения. Немам нищо против, но и това. Цялата сума 80% само за спортски движения, за други невладени да имат 20-30 дни. Това не е ни за една активност, а камо да е поддръжка за граждански сектор. За мен е малко. И затова предлагам, ако веќе се дефинира, тази крупна сума, која што 370 денари, за жал што е направено от 300, нагласи за сдружение на граѓани, а после поделбата помеѓу спортско сдружение и невладени да биде некој избалансиран. Това е различно звучи. И точно това го кажат, сега ще го повтарям и се прави и се повтаря пара. Меѓутоа, ние мораме да читаме точно ни доставя. Доставено ни е 4.46 субвенции и трансфери. 4.6 трансфери до невладни организации. Добро, ако до невладни, тогава не до невладни. И аз, например, тогава не може да става. Не грешка. Читайте го закона за служение. Молиме се, вие може да се думате за финанси. Така, може да се думате за финанси. За служение на граѓани може да го закон. Значи, служение на граѓани. Во него влегуваат и спортските движения, служение на медали, пчелари и не знам што друго, и невладни организации. После се има друга мисија, друга цел. Това што спортските движения во наредната прилика најверојатно, а може да не е момент за дискусија, ќе треба да бидат издвоени од законот за движение. Това што има и профитабилен аспект. Не може да бъде купено од милиона на 10. Купено за 2 милиона да биде непрофитабилен. За този закон да не дискутираме само ментално, така е. А ние бъде дефинирано и така, како невладни организации, во този случай, кога ќе бидат дискутирани средствата, сега да се внимава колку ќе одат спортските, колку ќе одат правите невладни дирекции. Ако съгласно това, дали трябва да има правилна разпределба, това ние в момента не можем да я сега дискутираме, да я ставаме. Вот е така дефинирано, меѓутоа, следниот буџет предлага за служение на граѓани, така се дефиницијата, ја измислих, така се гласи. И после ќе се подели стакот за спортски, за било кои. Забележката се изпитва. Добро, може да бъде. Може да набавим бюджет, значи разходите и приходите, които гледат по ребалансови бюджетни постанови, са дадени съгласно класификацията на разходите. Значи ние не я правим. Тая е направена. Тая е направена и дадена. Като невладна организация, аз tego ще ви давам предложение, ви давам. Тъй за спортски сдружения е толкова, а за сдружение на граждани е толкова. Исто запора. Значи, това е съгласно класификацията на разходите, която е. Значи, диагоналите на бюджетите били изпълнени. Сега това е синтетика, koja се приближава на гладени, а колко са за спортски, колко за сдружение на граждани, какво се принести. И по предложението сега ще додавам колко се премени, колко се принести. Чакайте дека много ясно и съгласно закона, изложение на граѓани. И во никој тоа са вие, колко кој добивате што како? Съгласно закона класификация на разходите, не е измислено за дадена не Изкажуването на съветник, кой е по-нас. Волет, глупи за вид дека не е така, али волет, сега како се ми поделите друга работа, но въз основа на тази дефиниция имаме проблеми. Ставаме заедно средствата. Тоа е така само за спортски. Те даваме, ето подаваме бюджет, да имаме податок колко е насочено в спортски сдружения, а колко... Ама има и сега има податок. Не знам да кажем, сега колко са спортски, колко са сдружения на има бюджети на рефинансиране, отделени са спортските и сдружения на Значи ние го имаме податок, но не го само разпределно. Нека да около 170 200 или не знам, какво се да си катира да има на спортското, 230 да има на навади.
разгледане. Повече. Друг закон е дефиницията, ама ако веќе е дадено за Сдружение на граѓани, спортските наладите веќе имаат некој баланс во однос на расхода, а не со 70 или со 20. Добро, во овој случај, распределно да знаете дека секој пат води побарање со барање на наградите до совет. Сепак не И одлучува. тоа е исто го беше го проблема од предните седмици. Значи, прво рече дека нема програми некоја, нема доставено. Второ рече дека има методологија по која се делат тие средства и на крај ниту програма ниту методологија. Побарање, што е лош пракса. Добро, добро. Лоша пракса, само да се доискрено, за това, што кога ќе поставиме ние барање за финансиски средства, да ми се доделат 30.000 денари, за кои што ја немам никаков извештај. Ниту фактури доставено, ниту информација. Што едноставно барање помош за патување, кој што облегувало во некој си буџет од 100.000 да речеме, ви ми помагате 30%. И немам извештај за тоа. Ако е програма, дава програма, и за таа програма давам 3-4 фактури каде сам ги поручил пари. Значи, имаш мониторинг, имаш по мене така треба да види. Барем да има малку контрола на отношението на тие средства. Избор на грешката е неразпишувањето на По мене да, това е следната година. Ќе мораме уште на почетокот на годината да заложиме да се разпише. Това е услов за транспарентно трошење на средствата наменени за по мене. Сега точно е дека ние отделуваме и до спортските здруженија и невладини, и това за позврат не добиваме отчет како са потрошени. Знаеш, кога беше по конкурс, секој достави на крај завршна сметка, вашите средства са потрошени на кој на време. За да се спречи таква злоупотреба и условност од граѓаните, најдобро е да се разпишува конкурс и да се одлучува на број здруженија колку се разпределува. Добре, ако дали некој друг вас, Добро утро на сите. Пред да обозложам моето решение, трябва да ги кажа некој работи во однос на буџетот. Тоа за ребаланс на буџетот, се треба да знаат дека ребаланс на буџетот е го дава зададок на општата администрација и на началницот, за да може да пресигурна да работи самата општина. Но ние като советници имаме можност право тоа рискате да го измениме на некој начин, тоа да дадеме ние нашите предложи, доколку имаме информација дадена од съответно обща администрација, за да можеме да имаме јасна перцепција за работите, што точно влегува секоја една ставка и на тој начин да имаме изводи, да си дадеме лични изводи и на тој начин да дадеме ние нашите предложи. Јас не знам по кој пат веќе треба да реагираме или дека има селективност во задавањето на информации. Ако таа практика ќе продолжи по тој начин, како што до сега продолжува дека се дава нон-стоп информација од општината, за теми сега безсмислено веќе да се занимавам со својот општина да дошол, пошто својот општина да дошол толку многу деградиран однос на тој дел. И ќе кажа зашто. Баш за ребалансот на буџетот е најбитно да работи што се случува на својот општина дел. Зашто да тоа што се зависи од него. Зависи работа на својот, зависи работа на општинска администрација, зависи се што се случува во општина. На 27.10.2022 година, пред првиот дел од сок од 15 седмица кој беше прекинета, по мене лично беше побарано во основа на член 43 став 5 од Законот за локална самоуправа, службен вестник на Република Македонија. Број 05/02, член 8, член 9, член 26 став 2 од делот на својот општина Делчево, заради вршењето на своја работа. Говорот како член на својот општина Делчево, барам да ми се договори на следните прашања. Значи имам поставено 3 прашања кои што поставам заради скоплливоста на самиот текст. До мене до ден денес јас немам оставен одговор. И ќе мораме да ги прочитаме што пред вас како советници, пред својот председател и пред предлагачи, пред советници тука и пред целата јавност, за да знаеме за што станува збор. Значи прво прашање е колку износот на репрезентации по основните програми по буџетот на општина Делчево. Второ прашање е што содржи конто 426, односно која аналитика влегува во тоа конто. И трето прашање е што се содржи во целиот износ на деловите во буџетот на општина Делчево каде има ставки и други расходи. Пошто беше нагласно од моја страна, нели поради износ на намарање за осигурување на средства на својот општина Делчево ден 20.10.2022 година, очекувам и ве замолувам побарањето одговори да ми ги доставите денес. Јас за ден денес, точки денеска 2.11, немам добиен никаков одговор. Поради тоа смятам дека ми раскатано моето лично право како советник да
Обществено било и това разправяне, по однос на ребаланса на бюджета. Мога да кажа по однос на бройките, но това са само бройки, които не говорят нищо. Доколко ние нямаме информация, що точно има в тези бройки и след е безсмислено въобще да разговаряме за защо. И на това начин не само на лично право, а и правото на региони, които споделят проблемите и предложи за промени, и го скатаме. Затова аз гласам против по било то предлог. Програмата било за това, защото сме на нека веки по 100 път се дава селективно, има селективно зона за да за информации по относно на някакви упражнения. И аз се чувствам нестремен моментално да разговарям баш и поради тази причина, защото нямам нещо да се даде днеска, баш да отиде идеология на бюджета, като смятам дека трябва да се скрати и да се пренесат на други конта. Нямам информация, нямам отговор, мислям дека това не го кажа. Доколко сме случили на прашане? И прашането до община Делчо, сектор за финанси. Тук гледаме на ръководител на сектор за финанси. Дали може да вземете сбор, за да ни говорите? Вие първо кажа на дека има съветничко прашање от господин съветник. На 27 беше било доставено ясен отговор и денес има отговор, и толкова беше отговор. На 27 било доставено и бара истиот ден да го биде отговорено. Мислам дека тоа е малце лесен отговор. Денес поставено прашање, денес да добием отговор. Колко тоа што сум на одмор и да сум бил овде, може би съм имал нека друга обврска што ми со приоритет, истиот ден не сум можел да дам одговор. Ќе му биде одговорен на съветникот, јас сум одговор до понеделник, значи потеква наредната неделя да добиете одговор. Добро, делото ни тут предвидено отговаряне на прашање по министерството за всеки ден. Да, не прашање. Радо. Така се дека истиот ден, истото и со човекот од левица разговарате. Значи, имаше поварување од Редо за урбанизам по исти ден. Знаете, мора да оставиме и луѓе да се спремат, защото ми говорят. Не може да очекуваме исти ден. И аз апелирам секој пат општинската администрација и ръководителите, кои се прекарат на општината, секој пат да се дава отговор. Знаете, во мојот став е дека съветникот мора да биде награден со информација што му треба, за да може да работи на СОК. Да изнесе свој ставови, своји дувања. Во законски рок ти разбиете. Сепак и останува неприкосновено право съветник на самата седмица, на која се била поставите било какво прашање до предлагача. Впрочем, и предходната седмица и за мене фалија информации и на одржаната комисија, и на фалија одржани информации, кои што има импликација во мојот предлог и предлогот на колегата Кит. На самата седмица понудите се даде пауза од еден час, потоа ми беше предложено дека нема да може за еден час да ги изведиме информација. Прекинавме седмицата за да добиеме информација. Неприкосновено право на съветникот да прашува се што ќе сака до образлагача. И во иднина да практицираме ние съветниците, да ги поставуваме прашања како се од битна важност за работата на Советот. Да не е еден ден пред Совет. Значи имам се с оглед на тоа се праќа, се трудам да бидат пратени материјалите секогаш цел година пред седмицата, кој што наложи делото на Истата. И баш сега да ни помогнат на този дел, има една голяма недоречност и мислам и издадена од една да нарече рамка од цяла тази ситуација, зашто деломико наложува на нас посоветници да ни се дава материалите 7 дена на пред продължение на седмицата. Ако ще кажете не вие сам председателя, на отговорите са 10 дена. Ние имаме дадено само дори и аз самиот ден, който бидат доставени на материалите за Совет. Дори аз и поглед това, защото ние малко тук това да правим волонтерски до ден днеска. Волонтерски е от која страна, до дека ќе трае овој ангажмент на съветниците на волонтерска база. Ние немаме тук професионален ангажмент. Значи професионално се ангажира общинската администрация до началото. Съветнички ангажмент е волонтерска. Пред разлика на дали си складени до сега на институции. Ясно, да. Това точно да беше. Че дори в истиот ден, ако ми биде оставени на не самите материали за Совет, и в истиот ден, аз трябва да спомням моето лично време, може да съм ясен, може да съм на телевизион.
и проблеми, издадени по милиарди. Други исти одења за остава самите баши до местацията, има направена рамка и се дадава местација да не отговори. Тоест, самите общини дозволува 10 дена за договор или после завършване на седмица. Така мисля дека тамо треба малко се поразмисли во тој дел. Тие делови да се скатат, тоа што мисля дека јас и понатаму колку пати да реагирам дека и повторно сам сега ме давам сектор за финансија, па се давам збори за други сектори, и за предпријатија, и за јавно предпријатие, и за сили други установи кои се поврзани директно со општина делство. Немаме видоскатствено правото, значи да добиваме соодветна Задали бюджетите на координатор на Советския дух на Бога да допълне. Материалите не бяха доставени на 21 или 22, мисля дека бяха на 22 октомври бяха доставени. На 21, да, на 21 бяха доставени, днес се втори, значи 11 дена, согласно деловникот, значи можеме да бараме и да дискутираме по нещо, ако не ни даден одговор во тој рок од 10 дена. Значи рокот не е поминат, материали се доставени на 21, значи после 21 не оправдување, значи првиот ден може да бил западен, вториот ден може да бил западен, а третиот ден сигурно не бил западен, толку да може да ги погледне материалите во ребалансот на бюджет. Благодарам. Да не се развива още. Поиднина, по-навременно развиваме материали, ако нещо видите, до мене всеки път имате мой контакт, всеки път да попробвам и аз да ги обезбедам податците, които са ви битни, за да можете да работите в това. За истото прашане имаше окръжна комисия. На комисията исто може да се поставя прашане на свите. Комисията е удържана 3 дена пред Совет. И има можност да разлагачу на тие прашане да обезбеди отговори. Значи, като съветници, имаме можност да придобиваме информацията, да се имаме. Седмицата явно може да се праща и да се добиват информация. Горе, дали някой друг разлог, бидейки никой друг няма разлог и става наведените предлози, два предлога на гласа. Първо, оставам предлогът на съветников Кир. На него проект. Причавам, казвам, а да се социално не сгрешам некъде, предлогът на Кире, ако сакаш Кире, можеш да го вижда да знаят защо гласа, ако сметката няма потреба да информираме. Добро. Предлог брой 1 от съветник Кире оставаме на гласа. Кой е за? Против? Нема. Въздържани? Констатирам дека предлогът е усвоен. 8 гласа за, 6 въздържани. Предлог брой 2 от председател на Совет, който ще предвидува използване на средствата до нововладите организации. Оставаме на гласа. Кой е за? Против? Въздържани? Констатирам дека и овој предлог е усвоен. 8 гласа за и 5 въздържани. За затварям разправата по оваа точка и точката е става на гласане со усвоените предлози. Гласаме за изменение и допълнение на бюджетната община за 2022 година. Кой е за? Против? Нема. Въздържани? Констатирам дека точката е усвоена. 8 гласа за и 6 въздържани. Благодаря на новите. Точка брой 2 от продължението на седмицата е преддоговорната за добруване на финансови средства за Пекарското партньорство 16-та Толчево. Значи до мен е председател на Словето да поставя договаряне от Пекарския клуб за финансова поддръжка на неговата активност предходна седмица беше само барател. Тук сега за жалко нямаме и на мен е оставено да го презентирам. Да, това е
Нас